Законот за казината помина, се преселуваат 500 метра подалеку од училиштата и градинки и образовни институции. Тоа значи дека казино на граничен премин таму негде или евентуално казино кај мечките. Значи сите ќе бидат на 500 метра од училишта. Ако земете кај се наоѓаат на пример у Скопје во моментов казината, ќе видите дека речиси 90%, веројатно и повеќе, се на 500 метри од некој училиште. Без разлика дали е тоа основно, средно, мислам дека дури и градинка. Значи они ќе мораат да се отстранат. Тоа значи дека во Скопје ќе има казина, на пример, само на периферијата. Кладилниците нема да се тргаат. Како ќе се мери, имаше многу прашања како ќе се мери дистанцата. Една од клучните измени е воведување на забрана за казина и објекти на игри на среќа да се наоѓаат. Дополнително се предвидува забрана за рекламирање на излозите на коцкарниците, како и забрана за реклами со кои коцкањето се представува како начин за личен успех или брза заработка. Тоа е нешто слично како на цигарите. Уште нешто, од овие објективе кои што се кладилници, ќе се трнат апарати. Апаратите се многу лоша работа затоа што ги навлекуваат најчесто луѓето кои што играат спортска, можеби за 10-20 денари, на, како да наречам, посериозен тип на коцка. Вели со законските измени секој апарат ќе мора да има задолжителен систем за локација, односно GPS, со цел тековна контрола од страна на УЈП. Исто така лиценците нема може да се мултиплицираат, а се воведува и нови финансиски давачки за отворање на уплатно-исплатни места. Треба да има изголемување на банкарските гаранции, како и имплементација на Money Wall, препораката на Советот за Европа како дел од стандардите за спречување перење пари и финансиски тероризам.